Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија и утринската Здраво Македонија. Ово утро во вашиот дом ќе донесеме еден различен, интересен разговор. Разговор кој ќе ви поттикне размислување за тоа што правиме и колку секојдневно вложуваме во нашето здравје. Наш утрински соговорник е дамата која, верувајте, има што и те како да раскаже. Утрински соговорник ни е Лилјана Петровик. Добро утро. Добро утро. Господја Лилјана, одамна се немаме сретната, вие сте експерт во областа на осигурувањето и драго ми е по долги години, веќе длабоко чекорите во третото доба и уживате во пензионерските денови, но не се откажувате од движењето и вежбањето. Нешто што е несекојдневно за лицата од третата доба. Раскажете ни како ја лоциравте оваа локација и колку истата помогна во вашето здравје. Па вака, јас подолго време размислував да превземам нешто за моето здравје, да направам нешто што ќе ми овозможи да бидам повитална со обзир на годините во кои што организмот малце побрзо опаѓа. И случајно мојата сна беше овде, вежбаше и беше многу задоволна и ми препорача кога прозборев дека сакам да нешто направам со себе, нешто повеќе од она што секојдневно можам да го направам, таа ми рече, еве, можеш да дојдеш и да вежбаш во SpeedFit, за да можеш да добиеш малце повеќе енергија, да се развижиш и да бидеш повитална. Го прифатив предизвикот, што би се рекло, и дојдов овде и навистина не зажалив. Веќе 4 месеци го практикувате овој тип на вежбање. Која е онаа промена што најмногу ја чувствувате? Колку се врати виталноста, енергијата? Бидејќи некако во третата доба најчесто чекориме кон најблискиот маркет, паркчето кое е во близина, тоа се прошетките и активностите. Но колку е оваа промена на повеќе движење, направи одреден здравствен бенефит? Направи тоа прилично добро, прилично осетно. Веќе после првиот месец почувствував дека нешто се менува во мене, дека добивам некоја енергија која што претходно навистина може само да ја замислам. И веќе после 4 месеци можам слободно да кажам дека оние патеки кои што ги шетав, од кои што навистина се осеќав уморно, веќе не го тоа чувствувам. И телото ми како движењата ми се многу полесни, морам да кажам, комплетно во целиот организам. Значи не е само во прашање горниот или долниот дел од телото, него целосно навистина се чувствувам многу подобро. Најчесто во таа доба од живењето, барем од оние кои што ги познавам, велат болки во вратото, во половината, во нозете. Колку овие регии кои што се вели некако со времето се ослабуваат, ги почувствувавте зајакнати? Па прилично. Навистина, јас немав многу големи проблеми во однос на грбот, меѓутоа во однос на рацете ми беа, почувствував навистина големи промени, затоа што ми беа многу слаби во функционирањето. Во нозете некако движењата ми беа, што би рекло народот, вкочанети. Сега веќе тоа го немам и навистина се чувствувам прекрасно. Од првата вежба по 4 месеци, која ви е најинтересна, најзабавна, а која ви е најтешка? И колку Андреа знае да биде тежок тренер или тренер кој задава поголеми граници? Па видите вака, сите ми се од прилика некако прилагодени на организмот да ги прифаќам лесно. Сега има нешто што малку потешко го обавувам, нели нормално, некои вежби ми се полесни, меѓутоа не можам да кажам дека има тешки вежби. Барем и за мене. Сега, а за Андреј кога се зборува, навистина, мислам, многу се труди. Многу. За секоја вежба, секогаш, на секоја вежбање ми е добро објаснува, што значи дека немам можност да ја сгрешам или да не ја направам онака како што треба. И јас сум многу задоволна. Која е вашата порека и препорека на сите кои што не гледаат од повозрастната популација, кои што се можеби затворени во својот дом, чекорењето и оддавањето на оддишка за себе, речиси, не го прават? Ете, која вие одлична промена ја чувствувате за да ја препорачате и на нив? Па моја препорака е, како што би секој предпоставил, дека движењето е најважно во позните години,
дека нема ништо подобро од тоа кога се чувствувате лесен и кога знаете дека можете многу од обврските да ги завршите, а во одредени моменти на вистина сте немале снага тоа да го направите. Значи, вежбањето е пред се во животот. Многу важно, многу битно и би го препорачала на секого. Што ви е денеска најлесно од оние домашни обврски? Пазарувањето е олеснето, прошетките се олеснати или едноставно дружбата и заминувањето со пријателките до милините концерти? Па, од сето тоа се ми е многу полесно, поедноставно, веќе да не зборувам за во маркет, тоа ми е секојдневна рута и нема проблем. Прошетки, правам подолги прошетки секако, а и малце концертите ми се подобри. Лилијана, ви посакувам уште долги години да вежбате, да го практикувате ова што денеска го практикувате и само да ги чувствувате здравствените бенефити кои како допрва ќе затропаат на вашата врата. Ви посакувам убава трета доба во која што ќе ви биде уживање. Благодарам и благодарам на Спетфит. А вам само ви посакуваме да и вие го практикувате тоа што Лилијана го практикува веќе неколку месеци наназад и како ги чувствува здравствените бенефити од истото. И вие, добра препорака да превенирате на вашето здравје. Едноставно, кога превенираме, уживаме во животот и во секојдневните активности. Останете и натаму на Канал 5.